се наоѓаме на еден интересен дел од животот на Јаков, кој што се надевам дека ќе го покријам вечерва. Се надевам дека ќе успеам. Инаку, тој тргнал веќе на пат од Вирсавеа кон Харан, на едно долго патување, како што кажав минатиот пат, може би околу 750 километри. Долг пат на кој што уште вториот ден, че некаде на една десетина од минатиот пат, Господ ќе му се пројави, ќе му се јави во еден сон, кој што ќе одрига голема улога во неговиот живот. Понатаму, знаете, во моменти кога бил осамен, тргнат во неизвестност, Господ ќе му се јави преку онаа скала, сонот со скалата, уверувајќи го и осигурувајќи го дека е со него и дека ќе го врати назад и дека тој ќе ја наследи ветената земја. Еве да се подсетиме на тие стихови од 28-то поглавје во Битие, 13 до 15, убави стихови, стихови кои што може да не храбрат и лично и нас, реков и минатиот пат, како што Јаков имал едно вакво искуство, можеме и ние, или може би веќе сме имале, вакви пројави Божи во нашиот живот, кои што одиграле голема улога и пресвртница во нашиот живот. 13 до 15, 28 глава. Значи, на врвот од скалата, тој го гледа Господа, кој што му вели: јас сум Господ Бог на твојот прататко Аврам и Бог Исаков. Подоста, нели, ќе се кажува и како Бог Јаковов, понатаму. Земјата на која лежиш, каде што спил, знаете, на она Дормео перница, земјата на која што лежиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство. Твои потомци ќе има како и прав на земјата. Ќе се расширите на запад, исток, север и југ, насекаде. Преку тебе и преку твоето потомство ќе бидат благословувани сите народи на земјата. И ете, јас сум со тебе, ќе те чувам каде и да тргнеш, па ќе те доведам назад во оваа земја и нема да те оставам доека него извршам она што ти го ветив. Неверојатно ветување што го добил Јаков, неверојатно охрабрување на ова негово долго патување, како што кажавме. И знаете дека тој тоа место го нарекол Ветил, или Дом Божји. И сега одиме во 29-то поглавје, кога действието се префрала веднаш, кога тој ќе стигне во Харан. Претходно само да прочитаме една кратка реченица од Елен Вајд, да видите во каква состоја всушност бил Јаков, но издржал 750 км, тој е долг пат. Вели, синот на Ревека стигнал како осамен патник, бос и без ништо, освен еден стап во раката, доека нозете му биле повредени од долгото одење пеш. Како останал бос, не знам дали така избегал, тргнал, или со текот на времето, тоа е долг пат. Како и да е. И Јаков доаѓа до еден кладенец, каде што веќе имало собрано неколку од овчарите, односно 3 стада, се вели овде на почетокот 29 глава. И само малку ќе нафрлам некои моменти од оваа глава, така поинтересни, инаку потоа е главното дејство. Значи се распрашал овде, се распрашал за Лаван, точно, всушност налетал на вистинскиот пат, односно територија, каде што биле всушност неговите овчари, и биле собрани овде 3 стада, како што се вели. Интересно е што велат дека чекале да се соберат сите други, за да го тргнат, оној малку потежок, веројатно, камен од кладенецот и да можат сите да се напојат стада овде. И што случува во 10-тиот стих, надоаѓа Рахила и му кажуваат тие, која е таа, ќерката на Лавана,
брат на мајка му, што вели во стихот, со стадото на војка му Лавана, Јаков се доближи и го измести каменот од отворот на кладенецот и го напои стадото на војкото Лаван. Како Јаков го успеал? Љубов на прв поглед, а? Љубовта се прави. Не само заради тежината на каменот, веројатно, ете така може им било и обичајот, меѓутоа тој направил се што можел кога ја забележал и се запознаваат и таа го носи дома кај Лавана и Лаван открива кој е тој и во 14 стих му вели Лаван, на вистина ти си моја коска и моје месо, и Јаков живееше кај него цел месец. За овој цел месец, ако го познаваме Јаков од претходно, ќе прочитаме зошто баш мајка му него го фаворизирала, на Лаван му станало јасно дека тој е трудолюбив, вреден и тој како користолюбец му светнало си рекол, опа, тука е, ово е мој. И ќе се задржи нормално. Што се случува сега, читаме од 15 стих. Лаван му рече, зар ќе ми служиш бесплатно? Зашто си ми внук од сестра? Кажи ми колку ќе бараш за наем. Лаван имаше две керки. На повозрасната името й беше Лија, а на помладата Рахила, која што тој веќе претходно ја сретнал. Лија имаше слаби очи. Ова не дава одговор за случката подоцна, пошто Лија вели дека имала слаби очи. А Рахила беше складна и убава на лице. Бидејќи Јаков се влюби во Рахила, рече, ке ти служам 7 години, му вели на својот војко, за твојата помлада керка Рахила. И Лаван одговори, подобро да ти ја дадам на тебе, отколку на некој тугинец, остани со мене. Така Јаков служеше за Рахила 7 години, ама му се видоа заради љубовта кон неа како неколку дни. Тоа е што прави љубовта. Сега што се случува понатаму, од 25 стих читаме. Односно, ќе читаме се. 21. Потоа Јаков му рече на Лавана, дај ми ја мојата жена, зашто моето време се исполни, па сакам да влезам при неа. Лаван ги собра сите луѓе од местото и им даде гозба. Но вечерта ја зеде својата керка Лија и неа ја воведе кај Јакова и тој и приде. Лаван ја даде својата слугинка Зелфа на керка си Лија за слугинка. Кога бидна утро, а тоа ете Лија, тогаш Јаков му рече на Лавана, зошто ми стори така? Зар не ти служев јас за Рахила? Зошто ме измаме? Нам не е јасно, нели, зашто ова на Јаков му се случува, меѓутоа ќе видиме малку подлабока причина, значи ова е веќе јасно, но како тоа бил измамен Јаков, не знам, како што кажав, Лија била таа со слаби очи. Не Јаков. И Лаван му вели, во нашето место е обичај помладата се омажи пред повозрасната. Молим? Не е обичај. Значи, во наше место не е обичај помладата се омажи пред повозрасната. Заврши ја со неа свадбената седмица, а тогаш ќе ти ја дадам и втората, за уште 7 години служба при мене. Јаков се согласи, ја сврши свадбената седмица, тогаш Лаван му ја даде и керка си Рахила за жена, Лаван и ја даде својата слугинка Вала на керка си Рахила за слугинка, тогаш Јаков и пристапи на Рахила, ја љубеше Рахила повеќе отколку Лија. И така му служеше на Лавана уште 7 години. Значи, до овој момент Јаков служи цели 14 години. За Лија и Рахила, иако не била во калкулациите негови Лија воопшто, меѓутоа му ја подметнале. Сега, тука да се навратиме на еден момент кој што Елен Вајд многу добро го опишува за
еден обичај од тие древни времења кои што постоел. Било обичај младоженецот пред да се потврди свршувачката да му исплати на таткото на невестата известна сума во пари или соодветна вредност, да надомести на некој друг начин, во сообразност со своите околности. Тоа е сметано како некој вид заштита на брачната врска. Татковци се сметале дека е несигурно среќата на своите ќерки да им ја доверат на луѓе кои не се погрижили за се што е потребно за одржување на семејството. Ако не биле доволно вешти и способни да ги водат своите работи, стекнувајќи земја или богатство во добиток, постоел страв дека нивниот живот би можел да се покаже недостоен. Еве зашто ова било правило и било многу интересно правило кое што штитело од пребрзи бракови и така натаму и нешто што денеска го нема и затоа има оно што не треба да има, но за оние кои немале ништо, што се однесува во случајов на Јаков, за оние кои што немале ништо со што би можеле да платат одреден износ за жената, било предвидено нешто друго. Тие можеле наместо да платат, да работат известно време кај таткото на девојката, како што било случај со Јаков. Во случајов 7 години, односно му се фатиле 14 за Рахила. Време трајањето на таа работа било одредено според вредноста на миразот што е баран. Сега зашто го читам ова ќе видите. Ако момчето се покажало во службата верно и во секој поглед достојно, тогаш ја добивало ќерката на господарот за жена и обично нејзи било дадено во мираз и сето она што го заработило незиното момче кај татка и. Значи сето она што ќе го заработи за тоа време работа, како мираз и се дава всушност на нив, како на семејство. Во случајот на Рахела и Лија, што се случува? Лаван себишно го задржал сето оно што требало да им го даде. Значи, користолюбивиот Лаван не му било гајле не за Јакова, туку ни за неговите ќерки, па ни за внуците подоцна. Се собрал што можел да собере. Никаков мирас, ништо. Сега, да не заборавиме, ова е битно, значи Јаков му се случуваат работи, затоа што требало да научи лекција. Меѓутоа, ова е момент кој што сакам да го нагласам, да не ги заборавиме карактеристиките што ги имал Јаков, а за тие читавме уште на самиот почеток, зашто мајка му го ценела Јакова. Вели Елен Вајд, заради страпливоста, неговата истрајност, трудолюбивост и предпазливост. И сето ова Лаван го злоупотребил. Ова се доблести, ова што го поседувал Јаков како личност. Меѓутоа Лаван, молам? Да. Сето ова Лаван го злоупотребил. Војко, знаете, некојаш е полесно е можеби да раскрстите со некој така по-не близок можда пријател или не знам. Меѓутоа ова е роднина, ова е близок роднина. И потоа сега да не читаме тоа, не ни е битно, следи раѓање на 11 сина и една ќерка од сите овие 4 жени, 6 сина од Лија, патем интересно, од каде доаѓа, од која корен доаѓа Исус Месијата? Преку Јуда, 4-тиот син на Лија. Интересно е овој податок. Молам? 6 сина и една ќерка, по 2 сина од слугинките и 1 син од Рахила, сега за сега, тоа е Јосиф. И сега, откако се раѓа Јосиф, 30 глава Битие, 25 стих. Откако Рахила го роди Јосифа, Јаков му рече на Лавана, значи поминале години, 14. Пушти ме да си одам во мојот роден крај. Дај ми ги моите жени за кои ти служев и моите деца за да можам да си одам, па добро знаеш како ти служев. И сега само да се подсетиме на крајот, ова го кажува Јаков при она разделба со Лаван, меѓутоа да се подсетиме како Јаков ја опишува својата служба кај Лаван. 31 глава Битие, само малку ќе скокнеме сега. Битие 31, 38 до 40 ќе читам.
Битие 31, 38 до 40. За овие 20 години, до тогаш веќе биле 20, што ги поминав со тебе, затоа што не само овие 14 и плюс уште 6, тој ќе биде исто така злоупотребуван и искористуван цело време неговиот војко. Значи, за овие 20 години што ги поминав со тебе, ни твоите овци, ни твоите кози не се изјаловија, ниту јадев овни од твоето стадо, значи чесен, пречесен. Тоа што ѕверка ќе го раскинеше, не ти го донесував тебе, туку од својато ја надоместував загубата. Ти го бараше тоа од мене, било да го снемало дење или да го снемало ноќе. Често дење се измачував од жет, а ноќе од студ. Сонот бегаше од моите очи. Каков бил Јаков во неговата служба, значи како што претходно прочитавме, значи, трудолюбив, чесен, доблесен, навистина. И сега доаѓа една фер понуда од страна на Јаков за ова преостанато време, во 30 глава, сега се враќаме од 27 стих читаме. Да, откако ќе му каже дај ми ги моите жени и деца и да одам, во овој момент, ако заминал Јаков, ќе заминал празен, буквално, без ништо, само со семејството. Лаван му одговара, не си оди, ако си ми пријател, знам дека Господ ме благословуваше заради тебе. Добро признание. И уште рече, значи оној што дојде бос кај Лаван, заради благословите од Бога, Лаван стана заради овој босиот бос со 2 с. Знам дека Господ ме благословуваше заради тебе. И уште рече, одреди си плата, каква сакаш од мене и ќе ти ја дадам. И тој му одговори, ти добро знаеш што значеше мојата служба за тебе и како му беше на твојот добиток при мене. Повторно го подсетувам на тоа. Тоа малку што го имаше пред моето доаѓање се зголеми моште многу, зашто каде и да поминував Господ те благословуваше на моите чекори. А сега е време да поработам и за својот дом. И тој го праша, колку да ти платам? И Јаков одговара, не ми плаќај ништо. Знаете ли зашто? Затоа што ако барате нешто од ваков човек, после има на врат да ви го... Да. Не ми плаќај ништо. Јаков веќе му е јасно, 14 години, ако не му беше јасно, со кого си има работа. Пак ќе го пасам и ќе го чувам твоето стадо, ако ми го сториш ова. Многу фер понуда. Остави ме да поминам денес низ твоето стадо и да ја одделам од него секоја капчеста и шарена овца и секоја црникаво од јагнињата и секоја капчеста и шарена од козите. Тоа нека ми биде плата. И потоа дури му велеа во иднина, кога со своите очи ќе ја проверуваш мојата плата, мојата честност ќе биде сведок за мене ако се најде меѓу моите кози една што ќе биде шарена или капчеста или меѓу јагнињата, што ќе нема да биде, се извинувам, добро, што не ќе биде прикажано, нека се смета за крадено. И Лаван рече, добро, нека биде како што кажа. Лаван веднаш прифатил. Зошто? Затоа што Јаков, ако станува збор за бизнис, значи станува збор за бизнис, за компанија, значи тоа време ова било снослив бизнис. И Јаков му вели, јас ќе го земам најнедоходовниот дел од бизнисот. Зошто? Затоа што шарените, капчестите, биле најнебарани, кои биле принесувани на жртва, знаеме ли? Без дамка, без ништо, значи чисти оние кои што биле. Овие не биле толку барани. Значи, фер понуда сосем од негова страна. Јас ќе се заземам со најслабиот дел од бизнисот, а тебе некој ти го на јакиот и затоа и прифеќам. Супер. Сикаве. Да, и не само тоа, но во тој ден, 35 стих, Лаван ги оддели сите шарени и дамкасти јарци, сите жолто-црвеникави и шарени кози, секоја што имаше бело на себе и секоја црникаво од јагнињата, па им ги предаде на своите синови. Се што можеше оддели, од нула нека почне. Ако може,
нека тера, од нула. Неверојатен Вујко, а? И што е? После што се случува? Јаков смислува начин, не дека тој го смислува, како да ги умножи своите стада, туку тоа е повторно од Бога. Зошто, каде го гледаме ова, во 31 глава, од 7 до 12 стих, кога тој отворен им кажува сега на своите жени, каков е всушност нивниот татко, кога ќе ги убеди за да појдат од таму, еве што кажува во 31 глава од 7 до 12. Па сепак вашиот татко ме измачуваше мене, 10 пати ми ја менуваше платата, значи цело ова време, може да замислите 10 пати овие последни 6 години. Значи да речеме вака, дека ајде ќе читаме. Но Бог не остави да ми нанесе штета. Ако тој речеше, секоја шарена нека ти биде плата, тогаш целото стадо раѓаше шарени. Ако пак речеше капчестите нека ти бидат за плата, тогаш целото стадо раѓаше капчести. Така Бог му го одзеде добитокот на татка ви и ми го даде мене. И еве сега кажу, еднаш кога стадото се оплодуваше, одненадеж видов во сон, дека јарците во стадото, додека се спаруваа, беа капчести, делумно бели и шарени. Уште во сонот, Божи ангел ме повика, Јакове, еве ме реков, а тој продолжи, забележи добро, дека јарците во стадото, што се спаруваат, се капчести, делумно бели и шарени. Имено јас видов се што ти направи Лаван. Јас сум Бог, кој ти се јави во ветил, каде со масло го помаза столбот и каде ми направи завет. Сега стани и оди се од оваа земја, врати се во својата родина. Добро, значи, ова не туку така му текнало на Јаков, меѓутоа како и да е, значи полека, но сигурно неговото стадо се множи. И вели Битие 30:43, така човекот се збогати сосем многу, придоби многу добиток и слуги, и слугинки, и камили, и ослиња. И сега се менува ситуацијата. Првиот стих од 31 глава Битие, тогаш Јаков научи дека Лавановите синови зборуваат. Почнале синовите. Јаков му го одзеде целиот имот на таткани и го придоби сето она богатство од она што требаше да му припадне на нашиот татко. Дали ова било вистина? Цели овие години, 20 години, бил злоупотребуван и искористуван и сега вакви зборови. А Јаков забележи и на Лавановото лице дека тој не се држи кон него како порано. И тогаш доаѓа веста од Господа. Господ му вели на Јакова, врати се во земјата на своите татковци. Значи, на Јаков почнува да му станува нелагодно, знае дека оваму може Исав го чека, ама и овде веќе е неподносливо. Што да прави? И тоа Јаков му ветил, Бог му ветил, ќе бидам со тебе цело време, тука сум. И му се јавува и му вели, врати се во земјата на своите татковци, во својата родина, и јас ќе бидам со тебе, му повторува. И сега тоа што претходно прочитавме, Јаков ги собира своите жени и им објаснува. Тие добро го разбрале. Јаков е свесен веќе, веќе подолго време е свесен со кого си има работа. И жените сваќаат, керките на Лаван, дека и тие биле злоупотребувани, искористувани од својот татко. Ништо не можел ништо да не им остави. Да ги пушти празни, односно немаше ни да ги пушти. И го охрабруваат Лаван, Јаков се извинувам, и доека Лаван е одсутен, 3 дена стриже овци, заминуваат. Читаме, и сега тоа го читавме, но не, од 17 стих читаме во 31 глава, Битие. Тогаш Јаков ги качи своите деца и своите жени на камилите. Пред себе го потера си од свој добиток, си од свој имот што го придобил, добитокот што го одбрал во Падан Арам, тргна кон хананската земја при татка си Исака. Лаван веќе замина да ги стриже своите овци, па Рахила ги присвои домашните идоли, што му припаѓаја на незиниот татко.
Јаков го залага арамеецот Лаван, така што и не насетуваше дека ќе бега. И побегна со се што беше негово. Наскоро го премина Еуфрат и го насочи патувањето кон галатскиот Рит. На третиот ден го известија Лаван дека Јаков избегал. И што прави овој? Тргнал по него со оружје, вооружени. Да. Читаме од 26 стих. Го стига, овој бил 3 дена пред него, меѓутоа Лаван убрзал, го стига. Да, но меѓу време Господ му се јавува на Лаван и му кажува немој да го чепкаш. Му вели нити со добро, нити со лошо, немој да го, значи нити со ласкање, ниту со закани. Едноставно толку е. И Господ решил, толку е. Значи, 20 години злоупотребување, 20 години искористување, толку е, доста е. Значи, како рековме, 26 стих, тогаш Лаван му рече на Јаков, што сакаш со тоа измамувајќи ме и одведувајќи ги моите керки како поробени со меч? Ова нема врска со вистината. Зошто избега потајно, ме заблуди и не ме извести? И видите го ова сега. Па ќе ти испратив со веселба и песна, со тапанчиња и со лира. Цел тамбурашки оркестар тука ќе викнев и ќе беше тоа испраќање, знаете какво? Банкет. Не ме остави ни да ги излюбам своите керки, кои што многу ги сакаше, нели? Што ги злоупотребуваше цело време. И своите внучиња, навистина постапи лудо. Во сила е на мојата рака да ви напакости, но Бог на татка ти ми рече нокеска, внимавај да не преземеш нешто против Јакова, ни добро, ни зло. Добро сега замени како што копнееше по својот татков дом, но зошто ми ги укради идолите? Се мора нешто, знаете, Лаван. Јаков му одговори на Лавана, треперев од мислата дека можеш да ми го одземеш на сила своите керки, а во кого ќе ги најдеш своите идоли, тој нека загине, без да знае овој дека Рахила ги земала. Тешко на тој кој што верува во вакви богови, идоли, кои што можат да се украдат, да седнеш на нив, или не знам што, или да ги носиш, или како беше онаа слика на Фейсбук, тамо во Мексико, не знам каде, поплава се случува и едниот си го земал идолот и го носи вака, да не се удави случајно. Тешко на тие такви луѓе кои што веруваат и се надеват на такви богови. Добро, ги бара идолите, знаеме сега тоа да тоа не е ни толку битен момент овде. Тогаш Јаков се налути и почна 36 цик да се препира со Лавана. Јаков му рече отворено на Лавана, какво е моето злосторство, која е мојата вина што ме прогонуваш? Ете ги испреврте сите мои работи, па каков предмет од твојата покуќна ја најде. Стави го тука пред мојот и својот род, па тие нека ни бидат суди меѓу нас двајцата. И сега го кажува она што го читавме претходно, како му служел овие 20 години. 41 стих, од овие 20 години што ги поминав во твојата куќа, 14 години ти служев за твоите две керки, а 6 години за твојот добиток, зашто ми ја менуваше за работувачката 10 пати. Ако со мене не беше Бог на мојот татко, Аврамовиот Бог, Исаковиот страв, ќе ми испратеше со празни раце. И тоа е вистината. Лаван ќе го испратеше со празни раце, ако Господ не се вмешаше во ова. Но ќе беше навистина премногу. Јаков си ја доби својата лекција, меѓутоа беше цело време злоупотребуван заради својата добрина и честност. Но Бог ги гледаше мојата неволја и трудот на моите раце, па сношти пресуди. И тогаш Лаван му одговори на Јакова, керките се мои керки,
Децата се мои деца, стадата се мои стада, се е мое. Се што гледаш мое е, но што можам денес да им сторам на своите керки и на децата кои ги родиле? Значи, човекот не може да свати дека се е негово. Вели дека се е негово, се му припаѓа нему. Сега јас и ти да склучиме сојуз за да биде сведоштвото меѓу мене и тебе. Јаков взеде камен, видите какви, обичаи и адети имале тогаш со камења, спомен камен обично ставале. Јаков взеде камен и го исправи како споменик, а тогаш Јаков им рече на своите луѓе: соберете камења, така ги собраа камењата и ги нафрлија на куп. Јадеа таму на купот. Тогаш Лаван го нарече Јегар Сахадута, брег на сведоштвото, а Јаков го нарече Галат. Тогаш Лаван изјави: нека овој куп денес биде сведок меѓу мене и тебе, затоа е наречен Галат, но и Мисфа, зашто рече Господ нека не надгледува и тебе и мене, кој ќе се отидеме еден од друг. Ако постапуваш лошо кон моите керки или ако земеш други жени покрај моите керки, иако никој друг не ќе биде со нас, знај дека Бог ќе биде сведок меѓу мене и тебе. Потоа Лаван му рече на Јакова: еве тука е купот, тука е столбот што го исправив меѓу себе и тебе. Овој куп и овој столб нека бидат сведоштво дека нема да тргнам против тебе од зад овој куп и дека ти нема да тргнеш против мене од зад ова ридчи спомеников. Аврамовиот Бог и Нахоровиот Бог и Богот на нивните татковци нека ни биде наш судија. Јаков се заколна во Бога, од стравот на татка си Исака. Потоа Јаков принесе жртва на гората и повика своите луѓе да јадат. После јадењето ја поминаа ноќта на гората. Рано наутро Лаван се крена, ги излюби своите синови и своите керки и ги благослови. Тоа се запати назад во своето место и веќе очи не си видоа. Односно, еве како вели Елен Вајт, за да ја потврдат постигнатата спогодба, двете страни приредиле гозба. Ноќте ја поминале во пријатно расположение, а взори се разделиле и Лаван со својата придружба се вратил дома. Со таа разделба и изделување прекината е секоја врска што ги поврзувала Аврамовите деца со жителите на Месопотамија. Секоја врска. Не само тоа, него наравучението овде е, оно што јас го гледам е подалеку од користолюбиви луѓе. Не еднаш или два пати, него ако е со години, како во овој случај, 20 години злоупотреба, 10 пати минување плата, предходно, пак ме насмеа, ти кажав, после немој да кажеш зашто се смеам. Значи, Господ му рекол, во еден момент, му давал време, знаете, потешко е со роднини, потешко е со блиски луѓе да раскрстите за некои работи, знаете. Многу потешко е. Родбински врски се опрашање, така натаму, близина. Меѓутоа, го гледаме Лаван. Лаван не престанал. Лаван ги злоупотребувал, за Лаван не постоело луѓе, односно тој, како велиме, треба да ги сакаш луѓето, а парите да ги користиш за оно што се за користење, а не да ги сакаш парите и луѓето да ги користиш. Да. Или, како што вели една друга мисла, исто, во моментот кога некој ќе престане да има корист од вас, тогаш ќе му го видите вистинското лице. И тоа е исто една добра мисла. Повели? Во ред, тоа го кажавме, бил измамен, му е подметнале жената за која што воопшто не ни размислувал,
Меѓутоа, 20 години злоупотреба. Ја не велам дека ова не е дел и од тоа, меѓутоа ставам акцент на еден друг момент. Користолюбивоста на Лаван. Не велам дека Јаков не го добил тоа што требал. Така да, еве, Господ ако не се вмешал, овој како отишел бос, така ќе се врател, само што сега со еден куп жени и деца. Меѓутоа Господ се вмешал и сепак отишел со некој добро стадо, значи на стока, на овци, на кози. И пак ќе кажам, оно што јас го гледам овде е тоа, дека со користолюбив човек, оној кој што си свесен дека со години те користи, или не знам на кој начин, едноставно раскрсти, тргни сосема во друг правец. Нема друго чаре. Господ бил доволно трпелив, Јаков бил доволно трпелив, Јаков бил и трудолюбив и се, што можел, значи, дури од себе надоместувал штетата ако се случило, читавме стихови. Меѓутоа, за сето тоа време од другата страна е злоупотребуван и искористуван. И не само он, целото семејство, значи и керките своји Лаван ги искористувал, внуците, едноставно за него не постоело ништо друго, освен пари, освен добивка, освен бизнис, како да кажам. Значи, Господ нека начува од вакво нешто, нека ни помогне, ако можеби некојаш во животот ќе имаме ваква некоја ситуација, но верувајте, ако се на Божја страна, Господ секојаш ќе се вмеша и Господ го има секојаш најдоброто решение. Амин.